Почитувани сограѓани, денеска Советот ја одржа својата 22-ра седница, на која, како меѓу повеќето точки кои се разгледува, најважна е точката за донесување на буџетот за 2019 година. Имајќи го предвид досегашното практицирање на власта на предводена од Социјалдемократскиот сојуз и она се што им ветија на граѓаните, вредно е во овој момент да се нотира, кога се носи веќе вториот буџет на локалната самоуправа предводен од нив, да се нотира што се имаат ветено пред граѓаните и докаде се со нивната реализација. Имено, во програмата со која градоначалникот се представи пред граѓаните на општина Прилеп, вети итна гасификација на градот. Ништо од тоа. Итно завршување со градежните активности и пуштање во употреба на училиштето во населбата Сточен пазар. Под изговор дека дотаму немало инфраструктурни објекти и дека училиштето се наоѓало покрај река. Итна изградба на градинка во населбата Точин. Ништо нема реализирано. Дури се дрзнале во програмата да ја ветат изградбата на градинката во Корзо, која што беше комплетно завршена во време на владењето на претходната власт. Итно реновирање и реконструкција на домот за стари лица, изголемување на неговите капацитети и воведување институционална служба за помош на старите изнемоштени лица. Ништо граѓаните не осетиле од ова ветување. Понатаму, нема ништо од изградба на комплетно нов градски театар во Прилеп со киносала. Нема ниту изградба на повеќе наменски, здравствен, спортско-рекреативен центар со покриен базен Македонија. Реставрацијата на старата чаршија која ја ветија за враќање на првобитниот традиционален изглед и разубавување со урбана опрема, нема ништо освен наградување на истата со дополнителни монтажни објекти за локалните стопанственици. Нема ништо од покривање на каналот на Добничка река, од потегот на мостот кај касарната до потегот на спојот на реките во градска, односно во Ревојачка река. Ниту од комплетната реставрација на старата градска бања, која е предвидена во неговата програма да ја прави музеј. Ни трага ни глас од ветеното купување и поставување на 4 мерни станици за загаден воздух. Нема ниту еден садник засаден, а ветуваја дека редовно ќе се обновува и ќе се пошумува секоја планина и секој рид во општината Прилеп. Исто така ветија и дека парк шумата на Шатровка Мен Топташ ќе заличи во најскоро време. Не видовме ништо од поставување на подземни контејнери во централното градско подрачје и промена на традиционалните. Од решавање на инфраструктурните и екзистенционалните проблеми на ромите во градот, освен поставување на 5-6 канделабри, кои што само можеме да нагаѓаме како се наместени, нема ништо друго. Нема ниту изработка на детални урбанистички планови за зона која што сами ја предвидува во катастарската општина Лагово, а камоли да слушневме за нов инвеститор или нова инвестиција во градот. Нема ништо околу стимулирањето на стартап компании, кои самите го ветија. Ветија воведување дневен престој за деца од прво до петто одделение. Нема ниту еден нов, само постоечките 2, кои што функционира и досега. Нема ниту изградба на детски игралишта во населбите Тризла 1 и Тризла 2. Нема бесплатен училишен прибор кој што градоначалникот му го вети на привачињето. Ништо од изградбата на спортската сала во општинското основно училиште Кире Гавриловски Јане. Нема стипендирање на талентирани ученици со стипендии од формиран фонд за талентирани учебници. Од ветувањето за задоволни земјоделци. Нема ништо од изградба на микроакумулација во близина на селото Селце и хидросистемска мрежа и нема ништо од изградба на 40 километарска хидросистемска мрежа која ќе ги поврза селата Мало и Големо Коњари. За дел од овие ветени, а не реализирани проекти од програмата поднесовме и амандмани кои што беа одбиени од мнозинството, а вие може да претпоставувате зошто. Ова се само дел од работите кои беа ветени и жалосно е што многу малку од нив ќе бидат реализирани. Со тоа граѓаните нема да го добијат она што го гласаа, или со други зборови, животот во Прилеп или ќе закасни, или воопшто нема да дојде. Ова прилика би сакал да искористам исто да ја спомнам точката која беше разгледана на дневниот ред, а се однесуваше на општата безбедносна состојба, односно извештајот или информацијата за 6-месечното работење на полициската станица од општа надлежност во Прилеп. Можеме само сите да прашуваме дали кадровските решенија за кои што претходно зборувавме го доведоа градот во една ваква состојба за која што сите слушнавте и видовте во изминативе дена. Благодарам.